и други 3 поенти од вашиот говор, така да ги делев по 3 минути за да можам да аргументираме. Од аспект на платите и на доместоците. Вие велите дека ќе се вработувале нови луѓе. Ние кажуваме дека ќе се покачат платите во државната управа и кажуваме каде. Во прирачникот и вие што го имате можете да видите дека во сите министерства и институции има покачување на плати. Тоа е нашата основна политика. Секоја власт која ќе дојде вели дека ќе го подигне животниот стандард и секоја власт има различна економска логика. Нашата логика е таа инвестираме силно во капитални инвестиции и да ги покачуваме платите и пензиите. Затоа ја покачуваме ставката и со задоволство можам да кажам дека сите вработени во државната управа ќе имаат голема плата, но нема да ги забораваме и тие во приватниот сектор и затоа можете да видите дека во ставката економски работи во владата има зголемување најмногу од 91% токму поради оваа работа. Тоа што го кажувате, ја го слушнав и Филипче кога велеше дека малите бизниси биле скратени. Не е точно, можете тие средства да ги најдете во инвестициони вложувања во истата таа ставка. Само е ставката променете и тие ќе бидат подпомогнати, зашто нема логика да земеме кредит 250 милиони да им дадеме на располагање, а од друга страна до година да не ги помагаме. Тоа нема да биде дел од нашата економска филозофија. И од онаа теза што ја велите предизборен буџет за предизборен подкуп. Ако е така и јас ако речам еве ги прифаќам вашите тези. Дали тоа значи дека ние тогаш му помагаме на градоначалникот на Струмица во предизборната трка, или на тој во Приштип, или на тој во Крушево, или на тој во Валандово, или на тој во другите општини? Не се работи за дека е предизборна година. Сакаме тие проблеми кои што ги имаат општините со десетици години да ги решат, но и директно ќе ви кажам и мислам дека со мене ќе се согласите, во изминатите години општините се покажале како подобри реализатори на капитални инвестиции. Помали средини се, пократки се проектите, помал е опфатот и ако се реализираат повеќе проекти, на тој начин ние сакаме да го покачиме опфатот на градежништвото. Зошто? Биејќи веруваме дека градежништвото во оваа држава со својот опфат може да генерира поголем раст на бруто домашен производ. Ако ние ги направиме и сите овие средства кои што ќе завршат во овие региони и локалната економија ќе биде посилна, не само како директен инпут, туку и како индиректен инпут. Зошто? Биејќи ако се работи конкретно на една траса, како што сега Гостивар Кичево или Прилеп Битола, целата локална економија ќе биде посилна, бидејќи тие ќе направат провайдинг на тие кои што го изведуваат проектот, ќе работат и подобри и локалните бизниси, и тоа е нашата суштина во овој проект. Така да, овој буџет можете да го наречете како сакате, ама не можете предизборен, бидејќи исто како што ќе добијат и градоначалниците на ВМРО ДПМН, ќе добијат и градоначалниците на СДСМ, на ДУИ, на Вреди и така натака. Благодарам.